Благодарам, господине Џафери. Навистина е тешко кога слушам добри правници и адвокати да објаснуваат ваква ситуација и се извинувам за некои реакции од место, но навистина е надвор од паметот да се прифатат такви аргументации. Сакате врз база на деловник, сакате врз база на правна пракса. Настрана фактот дека толку имунитети колку што вие имате симнато за една година, овој парламент нема симнато 30 години. Настрана, тоа е политика. Тоа е политика и ќе го збориме во друга прилика. Овој пат ќе се задржам на правниот елемент. Досега секогаш комисијата за мандатно-имунитетни прашања носела одлука и донесувала одлука, и таа одлука како составен дел од извештајот ја доставувала до Собранието на Република Македонија. Овој пат во извештајот вели Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања со 4 гласа за и 4 гласа против не зазеде став по барањето. Што значи тоа? На сите симнувања на имунитет во пленарна сала, тука, на седница на Собрание до сега, во историјата на плуралниот парламентаризам во Македонија, она што на крај на оваа расправа треба да прочита господинот Џафери зад мене е: почитувани колеги, заклучокот од комисијата за тоа и тоа го ставам на гласање. Кажете ми, што ќе стави на гласање господинот Џафери сега? Никогаш не се случило да друго нешто е ставено на гласање. Да, има извештај, но нема предлог заклучок. А ова собрание действува и работи и за овие точки и за сите други точки со работни помошни тела кои што ги подготвуваат предлог заклучоците. Замислете, јас како председател на Комисија за избори и именување да распишам постапка за управен одбор на Агенција за пошти. Се пријават 5 кандидати за едно место. И сите 5 кандидати имаат по 2 гласа во Комисијата за избори и именување. И ја тоа го констатирам и велам не е извршен избор заради тоа што сите 5 кандидати добија по 2 гласа. Го ставам во извештај, го подпишувам и го доставувам до господинот Џафери. Што ќе стави на гласање господинот Џафери? Нема да го стави воопшто како точка. Нема да го стави како точка. Нема да дојде ни до расправа. Затоа оваа седница е чудна работа, ова неприфатлива работа, неразумна работа. Значи нема ни да го стави на дневен ред. Чим нема предлог заклучок или предлог одлука од комисија, нема точка. Барањето од суд е друга работа. Исто како и конкурсот за распишување за членови на управен одбор на Агенција за пошти. Тоа не значи дека без заклучок и без одлука од комисија ќе дојде тука на расправа. Имало се. Имало предлог за распишување на оглас, подпишан од мене, сум го доставил до него, он го ставил на седница, сме го изгласали, имало конкурс во службен весник, во вечер во Нова Македонија, се пријавиле кандидати, се спровела процедурата по ПС, но нема изборна комисија. Чим нема изборна комисија, чим нема одлука на комисија, нема седница, нема точка. Разбирате? И тоа е секогаш така. И во ваквите случаи, секогаш, без разлика дали колегата Џафери седел на тоа столче или било кој друг во минатото седел на тоа столче. Секогаш во ваква ситуација, во ваква расправа, на крај на расправата го става на гласање предлог за клучокот од комисијата и ништо друго. Што ќе стави сега господинот Џафери на гласање? Дека комисијата не зазеде став, а и да гласаме за или против дека комисијата не зазеде став. Правниот елемент ви го објаснувам. Ако се држи до словото на деловникот и ако се држи до воспоставената правна пракса, господинот Џафери треба да ја доведе ситуацијата до иронија и да каже, сега уште еднаш ќе ви прочитам, дозволете ми, ако се држи до тоа, треба да каже: го ставам на гласање фактот дека комисијата не зазеде став по барањето за тоа и тоа. И ако гласате за, не знам што ќе значи, исто како што ако гласате против, исто не знам што ќе значи. Но ако се држиме до деловникот и ако се држиме до праксата во собрание, зборам 30 годишна скоро пракса, господинот Џафери треба тоа да ви го прочита. Го ставам на гласање фактот, пошто е факт, не е заклучок.
дека комисијата не зазеде став по барање за одобрување на притвор. И тогаш, навистина не знам каква насока ќе ви даде координаторот, како да гласате и нема да знам што ќе значи гласањето за и што ќе значи гласањето против. И тука отварате лавиринт, ќе воведете нова пракса во парламентот, која што во следната година, 2, 3, 5, 10, многу пати ќе биде злоупотребуван. И по вакви точки, и по било какви други точки. Зошто? Кога гласаме закони, почитувани колеги, кога гласаме закони, не знам дали внимателно го слушате господинот Џафери или предходно тие што се подолго господинот Велјановски или предходно господинот Љубиша Ѓоргиевски или покојниот Љупчо Јордановски и така натаму. Што велат? Велат го ставам законот на гласање? Или велат го ставам заклучокот од Комисијата за земјоделие, шумарство и водостопанство на гласање? А? Што мислите? Што е точно? Го става второто на гласање. Го ставам предлог за клучокот на Комисијата за земјоделие, водостопанство и шумарство. Ова е второ читање, господјо. Ова е второ читање. Прочитайте во глава за носење на одлуки која постапка се применува. Се применува постапка за закони по второ читање. Не се применува постапка за закони по трето читање. Ја ви објаснувам правно. Еден од луѓето со колегата Джелат, со колегата Талат, со колегата Ѓорчев, што сме долго време во ова собрание и мислам дека господинот Мисовски, и мислам дека треба да послушат. Кога се носи одлука, деловникот на Собранието на Република Македонија на страна 67 ви предвидува дека се применува постапка како да е закон во второ читање. А кога е во второ читање, ви кажав што се става на гласање. Се става на гласање заклучок од комисија, не се става на гласање законот. Не се става на гласање закон. Затоа, јас би бил нависти надвор сета содржина на оваа болна тема, дискусии сме разговарале, веројатно со сите вас и надвор по ходниците и тука и на собири и сме се обидувале да го лепиме собранието после се што се преживеа тука. Настрана тоа, ви го кажувам правниот елемент. Ако се држи господинот Џафери до правото, деловникот и праксата, треба да ви стави на гласање фактот дека комисијата не зазеде став. И ништо повеќе. Затоа јас објаснував на дел од колегите од СДСМ и вчера дека ваква ситуација значи дека собранието не може да заседава. Исто, ако јас како председател на комисија за избори и именување му доставам на господинот Џафери извештај во кој што сум кажал не е извршен избор. Ама бе, ако во закон е предвидена постапка дека комисијата за избори, за прашање на избори и именувања предлага и никој друг, тогаш само во таа ситуација може да заседава собранието и да има точка на дневен ред. И на крај, од уставно правен теоретски карактер, постоењето на институтот имунитет значи некаква поголема слобода на пратениците да ги застапуваат своите политички ставови без да чувствуваат загрозување. А ако како на фабричка лента, како што вели господинот Богоевски, што и да дојде све ќе поминеме, тогаш, почитувани колеги, на следните измени на деловникот, доколку се случат и доколку се одржи ова со Жан Моне, јас на вистина ќе предложам комплетно симнување на имунитетот на пратениците да не важи во ниту една ситуација. Па никога зборуваме на говорница. Кога веќе нема никаков ефект и никаква смисла, апсолутно дајте да се откажеме сите од имунитетот и одговорите наши тука, за конечно да си стоиме за тоа што го зборуваме, да го тргнеме сето тоа и од устав и од деловник. Благодарам господин Зекири што ме поддржувате во оваа идеја. Навистина се губи секаква смисла од постоење на имунитет. Зошто имунитетот е воспоставен уште во англиската држава како заштита на политичката дебата. Ако ние имаме ваква ситуација во која што на фабричка лента си тераат кривични пријави, обвиненија, симнувања на имунитет, тогаш нема слобода на политичка дебата. Многу ми е жал што собранието е доведено во оваа ситуација. Мислам дека оваа правна пред се проблематична ситуација ќе направи далекосежни компликации и злоупотреби во следните 5-10 години во ова собрание. Благодарам.